Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во оваа епизода денес разговараме на тема доење во јавност. Иако, вака можеби во прв момент би се запрашале зошто ова би требало да биде воопшто тема, за многу од мајките ова е навистина една тема која што им причинува стрес. Особено првиот пат кога тоа треба да го направат во јавност. Се сеќавам и од моето лично искуство, меѓутоа и од многу мајки кои што ми пишуваат, со кои што сум во контакт, каде што ме прашуваат кога ќе дојде тој прв момент кога треба да излезат надвор со своето бебе, ме прашуваат сега како тоа да го направам. И нормално секој пат кога ќе ги прашам добро зошто воопшто нели ова ви представува тема, добивам најразлични одговори. И имам чувство дека навистина тој чин може да представува многу голем стрес за нив. Таман се навикнале нели од прилика на колку време бебето цица, иако да бидам искрена никогаш не знаеме кога бебето навистина ќе има потреба да цица. Денес можеби ќе побара на 2 часа, после тоа ќе побара на час и пол, и сето тоа е нормално. Особено нели доколку веќе имаме искуство со доење на барање на бебето, знаеме дека барањето може да биде навистина секој пат различно. И мајката почнува да се нервира, почнува да е под стрес. Би требало сега да цица на 2 часа, па одма брзо се облекува веднаш после доење. Обврзана е да го искористи тој временски прозорец за да излезе и да се врати дома со бебенцето, само за нели да избегне, ако бебето плаче надвор, каде би го доела, каде ќе седнам, што ќе направам, како ќе се соблечам, што ако некој ме види, тука нели го имамо на чувство на страф, на срам особено, нели од што викаме вадење на гола града во јавност, каде што сите можат да не видат. И во таа ситуација едноставно многу мајки се одлучуваат, не можам да излезам, многу ми е мачно, многу ми е стресно, сето тоа да го испланирам како ќе биде, подобро ќе останам дома. Секој пат препорачувам дека останувањето дома кога сакаме да излеземе. И дури да немаме никаква потреба, едноставно сакаме да излеземе надвор, на чист воздух, да прошетаме малку, е навистина важно затоа што и мајката после порадувањето не треба да биде затворена во 4 ѕида. Се додека бебето не порасне, не е погодно нели самото да излезе надвор. Воопшто не. Значи доаѓањето на нов член во семејството ќе направи огромни промени во динамиката на секојдневието на семејството, но во ниту еден момент не значи дека треба да представува комплетно ограничување на желбите и потребите на тоа семејство. Нормално, сега велам доколку сме во рамките на она што е очекуваното и нормалното. Затоа би сакала со оваа епизода да поразговараме како тој прв пат, првото излегување надвор, може да го направите едноставно да биде да кажам, со помалку стрес. И многу од семејствата, после првиот пат доење во јавност, се ослободуваат и гледаат дека и навистина воопшто немало потреба од толку голема логистика и организација околу тоа прво доење во јавност. Секој пат велам дека доењето е навистина чин кој што има за цел да го нахрани и смири вашето бебе. Значи, доењето воопшто не е чин со кој ние сакаме да ги покажеме нашите гради пред целиот свет или да покажеме леле јас дојам, видете ме и така натаму. Значи тоа е еден прв момент каде што се плашиме дека може да дојдеме до некаква осуда од општеството. Сега не можеше дома да го надоиш, па надвор ќе го доиш, мора тука да се соблечеш и така натаму. Може би се уште постојат такви моменти. Стварно се надевам дека не и дека од година во година се повеќе тие размислувања се помалку, во помал број. Меѓутоа, тука сакам да ви препорачам и да ве мотивирам дека ако некој така мисли, тоа навистина е негов проблем, а не е ваш.
Затоа што само ние си знаеме како изгледа доењето со нашето бебенце и дека дури да сме го нахраниле облечени, пред да ги облечеме чевлите, седнати, го храниме бебето цица, тоа може да побара за половина час. Така што тој што знае и се едуцира на тема доење, точно ќе знае дека дури во таква ситуација едноставно немаме 100% гаранција дека бебето во тие час и по 2-3 часа, неважно нели временскиот интервал кој е, дека дефинитивно нема да побара да цица надвор. Така што едноставно вдишете, издишете и погледнете го вашето бебе и дозволете она емоција што имате дека вашето бебе е приоритет пред било кој надвор, неважен човек, тогаш едноставно земете и охрабрете се од таа мисла и дајте му да цица. Значи, дури да си помисли некој кога ќе ве види, дали навистина треба да ви биде гајле? Дали навистина треба да ви биде гајле за мислењето на било кој случаен минувач надвор? Нормално, одговорот е не. Најважно од се исто, да ве мотивирам, застанете си пред огледало и речете си дека заслужувате да излезете надвор. И покрај тоа што имате бебенце. Значи, заслужувате да излезете, да прошетате, да и вашето бебенце го заслужува тоа. Значи, стварно, ако имате бебе, не представува дека готово. Не смее да се седне сега на кафе, зашто бебето може да плаче. Не смее да се излезе да се седне во кафана, затоа што леле што ако плаче бебето смета на другите и така натаму. И не се ограничувајте само на шетање во, да речеме, еве пример давам, само во трговски центар, каде што јас ќе можам брзо да седнам и да го надојам бебето во некое многу скришно катче и така натаму. Ве замолувам, особено, немојте да се лимитирате и да се пикате по јавните вециња за да го надоите вашето бебе. Заради тоа што вашето бебе заслужува да биде доено во нормални околности, а и вие треба на некој начин, нели, да сте прифатени од ова општество како дојлки надвор, а како би биле сите ние прифатени, доколку дојме надвор. Се почесто доколку дојме надвор, се повеќе таа слика ќе стане нормално во нашето секојдневие, кој што иако ова кога го зборувам, малку вака сум иритирана на тоа зашто воопшто треба таа слика да биде ненормална, меѓутоа добро. И една мајка ми имаше пишано: моето прво искуство со доењето надвор беше навистина прекрасно, затоа што не бев сама. Бев со други мајки кои што доја. Тоа ви е уште една, еве да кажам, еден предлог кој што може да го направите доколку имате пријателка која што дои. Договорете се првиот пат да излезете заедно надвор и ако бебето нели посака да цица, едноставно да го направите тоа заедно. И другата мајка тука е со бебчето, таа особено ако има доено надвор може многу да ви помогне во таа ситуација. И најдете начин едноставно да се ослободите и да си кажете приоритет е на вистина моето бебе. Околу логистиката, со која што многу мајки се плашат и се буквално под стрес како сето тоа да го направат, дури има мајки кои што ексклузивно тојат не се измолзуваат, меѓутоа кога ќе дојде првото излегување надвор, ми пишуваат сега како да се измолзам. Кога да се измолзам? Кога моето бебе ексклузивно цица. Дали да станам нели еднаш дополнително во текот на ноќта, дали како да се изорганизирам, особено како да се измолзам кога бебето си цица цело време, ако се измолзам дали па тогаш ќе му снемам леко ако сака да цица. И тоа се навистина прашања кои што непотребно ги ставаат тие мајки под стрес. И нормално, доколку се измолзите и сакате да дадете со шишенце надвор, внимавајте ако бебето е ексклузивно доено, може воопшто нема да прифати шише. А број 2, тоа ви се едноставно дополнителни моменти што предизвикуваат стрес, затоа што и тоа млеко, особено на жешки температури, летно време, не може долго време да седи во шишенцето. Така што тоа е едноставно многу поголем стрес ако ме прашате мене лично, отколку да едноставно да си го надоите бебенцето надвор. Имав пред некое време баш и една анкета ставено и ја прашав прекрасната заедница на моите социјални медиуми какво било нивното прво искуство со доење во јавност, дали имаат некакви совети, нешто специфично што направиле. Тука ми пиша баш таа мајка, да, доев со други мајки, ми беше навистина прекрасно. Па ќе ви споделам уште неколку насоки
кои што ми ги пишаа баш мајки за да се соочите со таа прва непријатност или тој прв стрес од тој чин. Многу ми пишаа дека помага доколку се спремат. Што значи спремање? Дома пробувате пред огледало да видите како би седнале, во која позиција го тоите бебенцето, ако ви е незгодно, непријатно дека некој ќе види вашата гола града. Наместете се прво, видете колку во принцип се гледа од вашата града и дури да се гледа премногу, едноставно би сакала само да ве на некој начин да ве поттикнам дека и да ве мотивирам дека моментот на вадење на градата и ставање на градата во устата на бебето е стварно дел од секунда и многу често никој тоа нема да го забележи. Општо видите во огледало колку сте навистина изложени, ќе видите дека и воопшто не е до толку колку што вие си мислите. Бебенцето најчесто покрива навистина голем дел од вашата града, без разлика колку градата е голема. Многу мајки земале тенка памучна пелена со која што се покриваат и така натаму. Во летниот период јас навистина би ве охрабрила да не го правите тоа. Значи навистина дојте го бебето слободно, бидејќи и бебето под тетра пелена знае да му биде навистина жешко. Многу брзо се крива температурата, може би покрите се во моментот кога го местите бебето, меѓутоа после тоа тргнете таа марама и дозволете му на бебето да да си има убав чист воздух. Размислете за облека за доење. Тоа навистина може многу да помогне. Значи облека со која што вие нема да има потреба, значи буквално да речеме носам фустанче од кој што не можам градата да извадам одгоре, туку ќе треба цело фустанче го кренам, тоа е многу непрактично. Меѓутоа видете, особено многу помага доколку имате од оние two-shirt nursing метод, или има и специјални маечки сега за летно време за да не треба да носите две маечки. Што сакам да кажам со тоа е, например, имам една маечка долу, како обична мајца на прерамки, и од озгор имам уште едно мајче, со тоа што тоа мајче би го кренале и ништо посебно не ни е разголено, а другата мајца би ја подспуштили само градата излегува надвор. Меѓутоа денес има толку многу облека за трудници и за доилки на располагање со одличен квалитет кој што можете да ја побарате и една таква маечка да ви помогне во целото тоа искуство за доење надвор. Навистина немате потреба да се измолзувате, немате потреба да дохранувате со шишенце само заради тоа што сакате да излезете надвор. Значи, вашите гради се навистина најдобрите складирачи на мајчино млеко, кои што цело време го држуваат свежо, го држуваат на совршена температура за вашето бебе. Така што воопшто немате никаква потреба да бидете под стрес дека мора да планирате и екстра измолзување. Доењето во јавност не треба воопшто да ни биде табу тема и затоа и оваа епизода ја посветувам токму на таа тема за да ве поттикнам што повеќе од вас да дојдете во јавност најслободно, најопуштено и колку повеќе не има, толку повеќе, како што кажав, ќе биде сликата реална и со тоа размислете дека сте поддршка за сите други мајки на кои што навистина им е незгодно да го направат тоа. Се надевам дека колку толку ви помогнав и ве мотивирав во оваа епизода, дека навистина не треба воопшто да ви биде никаков стрес сето тоа и ве молам размислете и на вашето ментално здравје после породувањето, дека навистина заслужувате да сте најнормален дел од ова општество, затоа што доилките во никој момент не смеат да бидат исклучени само затоа што дојат, како што и родителите не смеат да бидат исклучени само затоа што бебето можеби во кафичот ќе почне да плаче и ќе смета на другите гости. Никогаш не смееме да си дозволиме такво размислување и таков пристап во ова општество. Се надевам дека се разбираме и особено само ќе ве потсетам на сите оние реклами надвор што ги имаме на билборди, за градници, за едно за друго. И не, ние треба да се плашиме од голата града што го храни нашето бебе. Едно големо не за тоа. Бидете поздравени и ако имате било какви други идеи, слободно пишете во коментари.